Zvenk što dolgo traje, a može da registrira samo mal del od ogromniот, visok, širok i dolg korab. Planina so tipično alpskih karakteristiki. Na istok, gornji del na Radika nejaké oddeli od najjužnite delovi na Šara, Vraca i na Ničpruska planina. Potom ista ta reka, kje go odvoji korab od Bistra, so svojeto sredno tečenije. Na jug pak, Žirovnička reka kje go razdeli od Dešat. Jasnite, prirodno izrazeni granici ne vode do ovije podatoci. Planinova je dolga 26, a široka 27 km, so vkupna površina od 580 km kvadratnih, od koji 210 se vo našata država, a drugi odel vo Albanija. Da se propešači ovoj masiv, vo jedan zdiv, je apsurdna rabota. Nije v ova prigoda sme rešile da pojdeme do podnožjeto na vrvot Mal Korab i od ubav, od dolen rakurs, da go snimime najvisoki od vodopad Kajnas, so svojite 138 metri. Problemot je vo toja što toj ne je postojan, pa treba mnogo sreće da se pogodi vistinski od momentno obilnoto topenje na snegovite ili pak dolgite vrneži od dožd i koga je polnovoden, vistinski da se doživeje. Do nego može da se stasa od tri pravci. Od kaj Karaulata Strezimir, odovde, od kaj Nistrova, pa preko Žužnje, ili pak od Sprotiva, preko Bibaj, po Ugorninite, što je i najdaleku i najteško. Возилата ги оставаме во Нистрова. Патот до Жужње за нив е непрооден. Пат всушност овде и никогаш немало и населението секогаш одело или пеш или со конј. Но и тие патчиња веќе обраснале со ситен прнак, зашто во просторов живеат само неколку семејства. Главното било на кораб е вододелница помеѓу Црн Дрим на запад и Радика на исток. Но бидејќи некогаш директно, а сега преку Деварското езеро, Радика се влева во Дрим, сите води од планинава му припаѓаат на Јадранскиот силен. Реките што гравитираат кон Радика се далеку покуси од оние на западната страна на кораб. Многу се пострмни и создале мощни длабоки долини. Да ги споменеме посериозните водотеци. На северната страна е Шерупа, па Штировица, ова Нистровскава или заради мокиниот кањон длабока река, Рибница и Жировничка река. Другите, помалите, само ја надополнуваат раскошноста од води на овие простори. Жужње. Колку ќе беше поубаво да го видиме во некои поранешни времења, дури и пред 100 години. Ке имаше барем зачувана стара архитектура, ке имаше живот, а не катинари на влезните порти по куките. Катинари и на селската црквичка. Катинар. Убав наш збор, ама тој треба и да се отклучува и да се заклучува. Тогаш е убав. Овие ргјата ги навасала. Чатиите се ничкосале врз нив. Ние сега се движиме по крај река. Во долниот ток, пред таа да се претопи во Рибничката, одењето по брегот и од едната и од другата страна е невозможно, зашто реката, продлабочувајќи го своето корито, создала странични вертикали со завидни димензии од 100 на 200 па и повеќе метри.
Na ovoj isključitelno atraktiven potek taka se sozdadeni 3 kanjoni jedan po drug. Onoj nad žužnje dolgo okolo 1 kilometar su izrazito visoki odseci i tesno dno. Vtoriot je za polovina kilometar podolg, no rečното korito je široko i po 20 na 30 metri, a tretiot se protega na okolo 600 metri. Povtorno su naglaseni stranični odseci i do 150 metri. Na ovoj potek pak pitomina. Iljadnici metri kvadratni se rezervirani za vaznite za cveke, što prirodata sama si gi izvajala. Proleta ovdje zadocnila reći si cel jedan mesec i sega si je vo svoj od element. Planinskite masivi vo prostoru se vpečatljivi, ne samo spored geomorfološkite raznovidnosti, tuku i po karakteristikite na vegetacijskata pokrivka, pa ansamblot na razkošni od pejsaž, čekor po čekor, samo se zbogatuje. Продолжуваме по левиот брег на реката. Големите води ги однеле импровизираните мовчиња што ги користеле овчарите, па не можеме да се префрлиме на спротивната страна и да му се приближиме на големиот водопад. Уште еден проблем ми ја наметнува нашата местоположба. Ги губиме од кадар неколкуте полуводопади што скокаат или се слеваат по стрмнините десно од нас или, подобро речено, десно над нас. Падна и предлог сепак да ја преминеме реката, а тоа што ќе го намокриме, ќе го исушиме попат. Ама пресуди информацијата дека натаму, по десниот брег, постои голема можност да се налета на некоја нагазна мина, поставена уште за време на воениот конфликт пред некоја година. Зашто од тогаш никој овде не дошол да го пребара просторов и да изврши деминирање. Најбезбедно ни се стори дека е да се вратиме до Нистрово, да пренокиме некаде и утре преку Бибај, по многу подолгиот заобиколен пат да ги фатиме у горнините што водат до височините над 2000 метри, над десната страна на длабока река. Речено преспано, кога веќе и онака не стемни во планинава. На две натри поставени 2 шатора, а помрзливите веднаш во вреките и од джиповите направија спални соби. Утредента проработеа мобилките. Добро утро во дирекцијата на Националниот парк Маврово и за неполн час етети ги шумарите Вебија и Сарџа. На помош се разбира. Не ни е прв пат да ги повикаме кога ќе ни загусти. Ке сме оделе во Бибај, кај Ќајил. Тој со жената е единствениот жител во селото. Постојан, мислам. На пенџере, наскали, во дворчето, изброивме 6, 7, 8 дечиња, машала. А постојана работа овде нема. Нешто од дрва, нешто од Бога, нешто од Аллаха и со сиромаштијата напред во нови животни победи. А ние, да земе човек една суројица, уште и кафе му испитне. Товарејки, кришум пребаруваме по ранците и вадиме се што заличува на бомбони, чоколади или кулачини. Да им оставиме на децата, да се отстраниме. Колоната е формирана. Темпото сега ќе ни го диктираат коњите.
Преку селото веднаш се стасува до убави, широки пространства. Питом, тревнест терен, измислен за напасување крупен добиток. Планинава е формирана во Алпскиот ороген за време на Терциерот. Градбата е од многу стари карпи, палеозоиски шисти, а самите врвови се задржале во триаските варовници. Бидејќи сево ова било замрзнато, и денес се впечатливи глацијалните форми во релјефот. Морените, долините и цирковите се со североисточна експозиција. Објаснувањето лежи во ветровите. Нивната сила прави снажните покривки на западната и на југозападната страна да се намалат и да бидат едноставно оддувани на источната страна од билото, каде што поради ова и замрзнувањата биле многу поголеми и почесто присутни. Самиот планински гребен издолжен од север кон југ, со само малку испрекршени линии и постојано околу 2 или над 2000 метри. Немаме ние друга планина со 52 врва на вакви височини. На оваа страна, кон Радика, од нив се спуштаат снажни ридови, на многу места сурови и лути со вертикални одсеци. Така било, така и останало. Не случајно за оваа планина, за овој кораб сме рекли дека е негибнат, девствен. Фигурира во досегашните научни истражувања дека на источната страна постојат 4 основни рида. Движењето ни е кон еден од нив, кој поаѓа од највисокиот дел на главното било, помеѓу Штировица и Длабока река на југ. До овде поарчивме повеќе од 3 часа, зашто и одморите зачестие. До целта имаме најмалку уште толку. Но пријатно е. Времето овој пат ни е апсолутно наклонето. Сите простори што имаат призвук на полјанки се испресечени со мали водотеци и заезерување, кои гравитираат удолу кон Рибничка река. Таа е меѓу најголемите во планинава. Изворишниот дел е на околу 2400 метри, а вливот во Радика точно на 835 метри надморска височина. Како огромен амфитеатар е Поповата ливада. Секој поглед посебна фотографија. Се разлетале пеперутки, се отвориле цветни аеродроми за слетување, пајаци поставуваат замки, се надмирисуваат миризбите, се разбудило се живо, а ние задумани во погледите угоре, во она што не очекува. Влегуваме во шумскиот појас. Височинското издигање е главен географски фактор во формирањето на климатските појаси, па така и во височинските содржини на вегетацијата. Само на кораб кај нас има услови за појава на алпско-планинска вегетација. Овде ороклиматскиот фактор довел до создавање на 6 вегетацијски појаси. Во долните делови, од 600 до 1200 метри, ќе се најдат Дабот и Габерот,
Podgorski od Bukov pojas ke sta se do 1400, a gorski od do 1700 metri nadmorske visočine. Potom nešto povisoko se nastaneti smrčovite šumi. Do 2200 metri je subalpski od Bukov pojas, a sve pogore je visoko nordijski od ili alpski od pojas. Korab se karakterizira so značitelno pogolema zastapenost na subalpski pasišta, odkoliko so planinski šumi. Patem izvrčinjata se mestata kada što se pravat odmorite. Vreme je za ručak. A to bi trebalo da bide što poskromen, i količinski i po svojata kaloričnost. Odenje ima ušte. Сега главна тема на разговорот се размислите од каде да му придеме на водопадот. Ако само малку се спуштиме десно, кон длабока река, повторно ништо не сме сторили. Мора да се држат у горнините, највисоките точки, да дојдеме до рамниште на неговите почетни височини, и тоа од спротива. Да беше сеедно од која позиција ќе го снимиме, ќе го сторевме тоа од подножието, од кај жужњи. Ама не е така. Топографските карти јасно ни кажуваат дека дури сега ни предстои најтешкиот терен што треба да се изоли. Почеток е на јули, а овде онде снегот се уште се и наети со сонцето. Тој е победник, велат водотеците. Уште само неколку стотини метри. Во каква ли светлина, односно мог, ќе го видиме корабскиот убавец. Очигледно, според количеството на преостанатиот снег, нема да биде најполноводен, а и дождовите во овој период некако изредчија. Решивме за Видиковец да избереме местноста Скалица. Така си велиме постопати, сакајќи силно да поверуваме во тоа, така ќе биде најдобро. На жужње не му здодеваме. Си остана спокојно долу во длабокиот кањон, само. И неговите жители кренале раце од него. Штета. Прекрасен простор за живење,
Samo trebalo da se osmisli način od kako da se prežive evo surovata planina koja je v sušnost pitomina. Samo trebalo da se pogleda so drugi oči. Varijanti imalo, ama niko je očigledno ne stasal doniv. Prvo oni je što trebalo da napravat pad do ovde, pa potom sve drugo. Izbegal čovek od odovde, pak i izbega i to i posakal da požive kako čovek. Nej se, kako namerno da ja zaobi lubame temata. Žužnje sme go videle stopati, za drugo sme se ga ovde. Nego, najgolemiji od, najsilniji od, najmoćniji od vodržavava. Ne je kako vojekotna najbrzo to topenje na snegovite, ama pak si je ubav, veličenstven. Samo za može bi pomalku i vulgarna sporodba, visok je koliko jedna 46 katnica, visok celi 138 metri. Od silna возбуда, kako da ne znajeme što da storime. A sosema je jednostavno. Isto kako što ne odvojuvame oči od nego. Isto kako što se pogledite go miluvame od ozgora pa do dolu, od dolu u gore, keravotime iso kamerata. Morame zajednički da go doživejeme. I se poklonuvame na ubaviната. Cela ta rečna dolina nemu mu se poklonuva. Siot ovoj prostor. Ovoj ubav prostor na ušte poubavio. Zborovite nekako nekontrolirano sami si se redat. Istrčuvat od usta. A sega i ovde se prošteva.
Наспротивната страна повторно води. Како бели змији да се препелкаат во карпестиот масив. Те течат, те одскокнуваат, те ползат, те пагиат. Кога на неколку странски спелеолошки екипи им раскажувавме за овој простор и им го покажувавме, тоа со гордост, на фотографии, се зарекоа дека при нивното повторно доаѓање сигурно ќе се спуштат и ќе се искачат по него. Тоа ќе биде навистина повеќе од атрактивно, од возбудливо, и тоа ќе го снимиме. Овие нашиве од пеони, поискусните, едва и чекаат такво друштво, и тие одамна им се токмат на овие летечки води. Уживање, уживање, уживање. И сега што? Доаѓа најлошото. Мора да појде од јавната шпица. Простете.